Без AI вештини нема да бидеме вработлива. Сега има стотици по вертикала компании кои имаат AI тулови кои ние можеме да ги управуваме. Искрено мислам дека живееме во Golden Age за маркетинг и селс. Сите тие иновации што се случувале, кај нас доаѓале на крај. Сега, конечно, сме у состојба иновацијата најголема у светот, тоа е AI, да можеме ние да работиме нешто со тоа. И тоа за нас, како луѓе од Македонија особено, е огромна промена. Вештачката интелигенција нема да ги замени луѓето, туку луѓето со AI вештини ќе ги заменат луѓето кои немаат AI вештини или кои не користат AI алатки. Здраво живој од мене. Ти благодарам многу, Вилијам. И јас би сакал да кажам дека ми е многу драго дека гледам толку толков број на луѓе денеска. Претпоставувам почна и оние пред новогодишни, иако порано кај нас започнуваат прослави, меѓутоа некој од вас нели решил да дојде тука наместо на прослава, и затоа ветувам дека ќе направиме максимум и јас и Никола за да нели времето тука поминато да ви се исплати. Добре дојдовте на овој серијал на мастер-класови на тема поврзани со вештачка интелигенција. Денес сме тука за да разговараме за, според мене, многу важна тема што не засега сите нас, односно иднината на работните позиции. Поспецифично тука сме да поразговараме за начинот на кој ќе работиме, на кој ќе биде интеракцијата помеѓу човек и вештачка интелигенција, и малку повеќе ќе се фокусираме на две многу важни професии. Мојот соговорник денеска ќе биде Никола Соколов, кој е собственик на Influencers Club и е мој многу драг пријател, иако последниве 5-6 години поради обврски и негови и наши не успеваме често да се гледаме, меѓутоа ми е на спид дайл кога имам некакви потешкоти поврзани со бизнисот, и барем тогаш сум сигурен дека ќе го побарам и ќе се слушнам со него. Навистина не познавам друг човек кој може подобро од него да ни раскаже како вештачката интелигенција ќе влијае на две многу важни професии, а тоа е маркетингот и продажбата. Тоа што е многу важно за неговата фирма, за Influencers Club, или барам јас така ја гледам, и Никола подоцна може да ме поправи, дека неговата фирма јава на два многу важни трендови во моментов. Првиот е зголемувањето на влијанието на инфлуенсерите споредено со традиционалните медиуми. Мислам дека овој месец се направи пресек, особено ако ги следевме изборите во САД, видовме дека еден инфлуенсер има поголема сила од цела телевизиска куќа како CNN. Значи он јава на тој бран, меѓутоа јава и на уште еден бран, односно плива во уште една вода во која пливаме сите ние, таа е нели вештачката интелигенција. Пред да започнем со мојата презентација, би сакал да споделам 3 факти за Никола. Првиот факт е дека нешто што сум навистина многу благодарен е дека со Никола, со уште двајца луѓе од Македонија и десетина надвор од Македонија се консултиравме кога градавме третата акредитирана програма на нашиот факултет, а тоа е програма за дигитален маркетинг. Поради неговиот инпут, Никола, направивме огромна промена во втора година на факултетот, односно воведовме предмет Python во маркетинг, и тоа е всушност најголемиот предмет на факултетот кој носи 10 кредити. Така да оние, нели, оние што ќе не бидат студенти на факултетот, ако имате потешкоти со Python во маркетинг, да знаете дека Никола влијаеше најмногу за да го направиме тој предмет. Друга работа, што сакам да ја кажам, дека денеска фирмата, втор факт, денеска фирмата на Никола ни е многу значен партнер за вработување на наши студенти. Гледаме како се развива компанијата, гледаме кои се трендовите, каков е начинот на работа, и пробуваме да ги прилагодиме програмите кон индустријата и кон компании како Influencers Club. И третата работа многу важна, Никола, претпоставувам ќе се сетиш, во 2015 или 2016 година, не се сеќавам точно кога беше, имавме обид со Никола и со неговиот брат Борис да започнеме компанија. Започнавме таа компанија, имавме први клиенти, функционираше, меѓутоа претпоставувам видовме можности во Јаво Бренстер, Никола во неговите фирми, и решивме да оставиме да ја оставиме на пола па таа фирма, иако со мали промени, Никола, сега мислам дека тоа уште има шанс. Да. И можеби подобро да ја дадеме на некој студент да ја работи наместо ние да ја чуваме во фиолка, така да ја бите советувал да размислуваме во таа насока, меѓутоа супер ме беше искуството со работата. Така да овие се 3 факти што сакам да ги споделам за Никола претходно.
уште нешто што сакам да го кажам е дека овој мастер клас е дел од серијална настани на тема вештачка интелигенција, а се организира во рамките на еден проект, Youth Think, односно младите размислуваат, и имплементиран од IREX и финансиран од USAID. Сега, кои се целите на овој настан, пред да отворам мојата презентација, кои се целите на овој настан? 3 цели има овој настан. Првиот е страв, вториот е можности, третиот е влијанието на AI во маркетинг и продажба. Во делот на страв, што мислам? Ова чувството кое најчесто го чувствуваат луѓето во вакви големи промени, вакви иновацијски циклуси во кои сега сме на сам почеток, ке луѓето се појавува страв. Се појавува страв и тоа е нормално да се појавува страв, бидејќи има две сили кои влијаат на овој страв. Првата е страв од непознато. Ние си правиме некои предвидувања што би можело да се случи во наредните 2, 3, 5, 10 години, меѓутоа точно не знаеме што ќе се случи, така да нормално да го чувствуваме тој страв, а другиот е отпор од промени. Колку и да сакаме да кажеме дека сме флексибилни, адаптабилни, секој од нас тоа е длабоко во себе, не сака многу промени, не сака многу често промени. Така да ако се чувствувате страв и не знаете што би се случило следно, тоа е во ред, да знаете. Наша задача е да ве увериме дека ќе биде во ред. Иако ќе биде различно, во наредниве година, 2-5, ќе биде во ред. Втората работа е можност. Кога имаме вакви големи тектонски трансформации, тектонски поместувања, вакви технолошки поместувања, се појавуваат многу нови можности. Нашата улога како образовна институција е да пробаме да ги откриеме кои се тие можности на време и да ги едуцираме, да ги охрабриме луѓето да ги зграпчат дел од тие можности, да ги зграпчат на време, затоа што на тој начин ќе бидеме во подобра конкурентска предност пред останатите. И трета работа е влијанието на AI, на вештачка интелигенција во маркетинг и во продажба. Никола тука ќе ни објасни, мене ќе ми објасни какви промени можеме да очекуваме кога станува збор за овие две многу значајни професии, кои се алатките кои можеме да ги користиме, кои се ризиците на што треба да внимаваме и кои се можностите кои треба да ги зграпчиме многу рано во процесот. Сега дозволете ми да ви споделам презентацијата. Имам неколку слайдови кои немаат многу текст, така да нема да бидам досаден. Само дали не шерувам се уште, предпоставувам. Океј, ова што го гледате моментално е нешто што се нарекува The History of Innovation Cycles, односно историски како се случувале овие големи иновацијски циклуси, односно големи промени. Зашто е важно сега да го разгледаме овој дел, бидејќи сега моментално се наоѓаме на почетокот, буквално сме на почетокот на еден нов инвестицијски цикл. Ако го разгледаме историски, да пробаме да сватиме што се случувало во претходните иновацијски цикли, може многу да ни помогне да знаеме, носиме добри одлуки и да можеме да некои предвидувања направиме што би се случувало тука. Затоа буквално последниве неколку години многу време посветив за да се едуцирам на оваа тема, и ова е од прилика што ќе го видите многу малце од она што од оној ресерч го правев во претходниве неколку години. Значи, да пробаме да се вратиме, да речеме, назад век и половина, ако се вратиме од половината, од средината негде на предминатиот век, 1850 година, тогаш е оној прв иновацијски цикл што трае од прилика 55 години до почетокот на минатиот век. И тука има два многу значајни пронајдоци. Ова е парната машина која почнува да се користи во големи индустријски објекти. Мислам дека и првата фабрика за текстил е направена тогаш, меѓутоа измислен и возот кој помагал во транспорт на патници, стока и гудс. Следниот инвестицијски иновацијски цикл, од почетокот на минатиот век до средината негде на минатиот век, каде што исто така има многу значајни пронајдоци електрисити, односно струјата, почнува со хемиска индустрија, автомобилите и assembly line. Под assembly line се подразбира на бесконечна подвижна лента, односно линиско производство или пред овие модерни фабрики кои сега ги гледаме. Од средината на минатиот век до 90-тите години има исто така 4 многу значајни пронајдоци: авиацијата, електроникс и све поврзано со троникс,
ако сте читале историја во овој дел 60-70 години. Тука го имаме и првиот компјутер кој не е компјутер кој се користел нормално, не се користел на мас популација, туку овој компјутер бил многу и поглупав од овој мобилните телефони денеска што ги имаме и со петрохемиска индустрија. Од 90-тите години до 2020 година имаме многу интересни значајни пронајдици. Според мене, ако можам ако си дозволам да одберам кои од овие се многу значајни, според мене интернетот и персонал компјутерс се најзначајните пронајдици. Иако компјутери и интернет можеме да сретнеме и многу поназад, меѓутоа интернет за широка популација, за мас популација станува достапно околу 2000, нешто пред 2000 години. Тука го имаме веб, имаме софтвер, имаме нови медиуми и со измислувањето на смартфонот го имаме, на iPhone-от го имаме првиот смартфон. Меѓутоа, буквално вчера, пред неколку години, за време на COVID, почнува нов иновацијски цикл кој во наредниве 20 на години, тоа што можеме да го предвидиме дека носечка иновација ќе биде вештачката интелигенција која почнува да се развива со многу голем интензитет. Сите сме свесни во тоа. Internet of Things, интернет на нештото преведено на нашки е, замислете како паметни домови, паметни уреди, паметни канцеларии, паметни фабрики. Ги имаме роботите и дроновите, пред 10 на години се правеше некое предвидување дека дроновите ќе почнат прво голема најмногу се користат во модерните војни, за жал тоа и се случува сега, меѓутоа секако има широко користење и во агрикултура и во некои други индустрии. Тука го имаме нормално и роботите кои во наредните 5, можеби 10 години ќе на почетокот се предвидува дека ќе земат работни позиции кои се моментално опасни за луѓето да ги работат. Клинтек или све поврзано со зелена енергија, environment и така натаму. Wearables е следниот, иако веќе го користиме во форма на сати, мое предвидување дека ќе биде во форма на очари, веќе Apple со Apple Vision Pro прави многу сериозен скок во таа насока во делот на VR и AR. VR е виртуелна реалност и augmented reality, проширена реалност. И тука имаме cyber security, се надевам дека од најмногу образовните институции ќе произведат доволно кадри, ќе доцираат доволно луѓе за на време да ги спречиме овие ризици кои може да се појават. И сега, што гледаме на графава? Неколку работи се многу важни. Би сакал на две работи да се фокусираме. Првата е дека гледаме секој нов иновацијски циклус трае се пократко и пократко. Ако првиот траел 55 години, 50 години, овој се очекува да трае 20 години, претходниот траеше 30 години. Тоа значи дека рейтот по фреквенцијата во која ќе се прават нови работи е многу побрз сега од било кога претходно. Тоа нели сите го гледаме. Другата работа што е многу значајна е дека секогаш помеѓу еден и друг иновацијски цикл постоело и страв, односно не сме знаеле точно што би се случувало од другата страна на патот. Тоа што е многу важно да се каже дека има нормално работни позиции кои станувале обсолет во новата ера, кои станувале помалку важни, меѓутоа мора да бидеме свесни дека нели како сме губеле одредени работни позиции, нови работни позиции се појавувале. Затоа повторно помеѓу овој иновацијски цикл, мислам дека образованието има многу важна улога. Друго што е многу важно е дека ако го гледаме quality of life, односно квалитет на живот во секоја смисла на зборот, се зголемувало помеѓу еден и друг иновацијски цикл. Се зголемувало колку долго живееме и колку сме здрави и се намалувале болестите, се намалувале сиромашните и така натаму. Така да со секоја нова иновација се значително се зголемува квалитетот на живот. Сега, како што кажав дека од една во друга
во друг иновацијски циклус, едни работи ќе се бараат, други работи веќе нема бидат важни, ќе се бараат нови и така натаму и така натаму, затоа реков дека образованието може да има многу важна улога тука доколку паметно изигра. Видов дури во апликациите за овој веб, имавме доста и од аплицирано и од други конкурентски компании, ги советувам овие неколку совети да ги земат предвид. Значи, ако досега Бренстер до 2020 година требало да произведе луѓе со одредени квалитети, по одредени job requirements, тие requirements биле во форма најчесто на практични вештини, меѓутоа не било какви практични вештини кои се бараат моментално на пазарот на труд, за да може да се вработиш дополнително ти требало и портфолио, проекти, хакатони и така натаму, и атитюд, нешто на кое не можеме ние да влијаеме многу, тоа се навики и однесување, меѓутоа преку адмишен процесот пробуваме да направиме селекција на оние кандидати, односно студенти со кои сакаме да работиме. Меѓутоа Бренстер веќе ако останеше ваков како што немаше да биде релевантен, бидејќи тоа што следно ќе треба е нешто многу поинако од ова денеска што е потребно. Значи, освен овие технички вештини кои се барани моментално на пазарот на портфолио, важни се неколку други работи. Во декември претходната година собравме добра група на луѓе од кај нас, на вработени во декември донесовме одлука дека веќе нема да имаме Бренстер, туку Бренстер плюс академик, ќе ви кажам што значи тоа, дека без AI вештини, што и да работиме денеска, било која работа без AI вештини нема да бидеме вработливи, затоа и внесовме AI во модулите, меѓутоа и создававме курсеви кои луѓето по завршување на академијата може да се ги земат нормално бесплатно. Исто така многу важна трансформација е тоа дека веќе нема да се бараат специфични, односно нема да се бараат специјалисти во одредени области, него ќе се бараат тие специјалисти да знаат и други вештини, као functional skills и soft skills. Functional skills се problem solving вештини, creativity, innovation, design thinking, soft skills во комуникацијски вештини, how to learn и така натаму и дополнителни технички вештини. Значи, веќе како маркетери или како sales или како програмери, што и да е, ќе треба да носиме повеќе шапки, односно ќе мора да знаеме и некои други соседни технички вештини за да можеме да одговориме на побарувачката. Чисто може и на крај ќе ви споделам овие вештини како функционални вештини, soft skills, AI, additional technical skills во форма на вкупно 25 курсеви кои се даваат како дел од академиите, се даваат бесплатно со цел да може студентите што ќе завршат кај нас да бидат во многу поголема конкурентска предност од останатите. Сега ако отидам да пробаме да разгледаме еден иновацијски cycle, посебно овие навака не се толку многу важни сега за разгледување, меѓутоа да пробаме да го разгледаме овој новиот, за да видиме кога е почеток, каде се наоѓаме сега, кои се вештините кои треба да ги знаеме, како да се подготвиме за да бидеме на добра позиција кога ќе почне да се менуваат работите, односно веќе се менуваат, меѓутоа да бидеме ние во тек со тие промени. Ако го земеме само овој дел, значи од 2020 до 2040 година, кога очекуваме да трае ова голем иновацијски cycle, ако го разгледаме само овој дел, ова се нешто што се нарекува technology adoption life cycle, односно како луѓето се навикнуваат на нова технологија, на нови работи. Секогаш имаме една група на луѓе кои се the innovators, кои ќе се приклучат многу рано, дури пред да се види реално дека оваа технологија ќе има широк adoption, односно широко користење. Early adopters се оние што се приклучуваат во рана фаза, меѓутоа веќе очигледно се гледа дека таа технологија ќе земе замав во наводници, односно ќе почне да се користи на широко. Најголемата група на луѓе се early majority луѓе, односно најголемата група на луѓе се вклучува тука, меѓутоа секогаш имаме и група на луѓе кои ќе бидат многу доцна, ќе се вклучат и некои кои
кои ќе останат позади. За оваа група на луѓе подобро да чекаат новиот иновацијски сајкл кој ќе се случи тука, подобро отколку да се приклучуваат на овој што е сега во тек, бидејќи е многу доцна за нив. Сите имаме такви луѓе, некоја тетка Жане од кадрово или некои наши пријатели кои нели имаат отпор кон почнување да користат нова технологија. Значи се наоѓаме до доста рана фаза од овој нов иновацијски циклус. Буквално сме тука, луѓето кои ќе почнат меѓу првите да јаваат на овој бран, да ги искористат овој opportunities, ќе бидат во огромна предност. Според мене ова е можноста, opportunities што јас ги гледам во моментов. Сега, чисто за ваша информација, и до сега, за оние што не биле свесни, сме користеле на еден или на друг начин вештачка интелигенција. Ова е подолба која во интерес за презентацијава е направив, нема официјално дека се користи за пасивно и активно користење на меѓутоа може да ни користи тука во моментов. До пред 2022 година имаме многу доста компании кои работеле, кои користат AI за нас да ни го олеснат малку животот, меѓутоа ние немаме влијание на тоа како да го користиме, меѓутоа само ни помага. YouTube, Airbnb, Google Maps, Spotify, Netflix, Tesla, self-driving car и така натаму се сите големи компании кои имале пристап тоест користеле вештачка интелигенција за нас да ни го олеснат животот. Меѓутоа, ако го гледаме ова тука, од сега натаму ќе можеме и активно да користиме AI алатки со цел да си го олесниме животот, односно да можеме да си го подобриме дали работата, животот и така натаму. Чисто за пример, ова ми е вертикала во мој интерес во моментов и доста го истражувам. Ако гледаме само за AI, користење на AI во финансиски сервиси, само во финансиски сервиси имаме преку 50, можеби веќе преку 100 компании кои се многу добро финансирани, кои создаваат вештачка интелигенција која можеме да ја управуваме, можеме да ја користиме, која ни го леснува работењето и животот. Тако до сега сме имале неколку компании кои користеле, дури да се стотици компании, дел од нив да не ги знаеме и да ги немаме тука, сега има стотици по вертикала компании кои имаат AI тулови кои ние можеме да ги управуваме, ние можеме да ги користиме. Тука ја гледам големата можност, бидејќи токму и тоа сакам да го покажам со следниот слайд, како ја го гледам моментално AI tools и како гледам вештачката интелигенција, дека човек заедно со AI tools може да стане супер човек. Можам да ви кажам неколку примери за како јас користам AI алатки, меѓутоа ако има интерес, нели поставете прашање, можам да зборам тука во интерес на времето да поминеме цела презентација, да не ве задржиме многу, ќе поминам побрзо низ слайдовите и ќе оставиме повеќе време за прашање и за одговори. Сега, кои се мои предвидувања? Се договоривме со Никола да споделиме по неколку предвидувања за што можеме да очекуваме во наредните 5, во наредните 10 години, какво ќе биде влијанието на AI на нашата работа. Прво моје предвидување е дека вештачката интелигенција нема да ги замени луѓето, туку луѓето со AI вештини ќе ги заменат луѓето кои не користат AI, кои немаат AI вештини или кои не користат AI алатки. Втора работа, во иднина AI ќе се врши својата улога, значи ќе има типови на работни задачи кои ќе се завршуваат чисто од AI, има типови на работни задачи кои ќе се завршуваат само од човек, а заедно интеракцијата помеѓу човек и вештачката интелигенција може да донесе, да прави работи кои ниту едниот ниту другиот не може сам да го прави. Трета работа, што и да работите во моментов, AI ќе трансформира вашата работа. Пробајте да најдете најчудните работни позиции што најмалку очекувате дека може AI да ги надополни или да ги трансформира, верувајте дека и тоа ќе се случи. Четвртата работа е дека навистина очекувам да биде подобра, се зголеми многу квалитетот на животот, да се зголеми особено на оние кои ќе бидат early adopters, затоа што има многу големо opportunity што го гледаме. Ако да се вратиме на оној слайд
претходно само за секунда, дај да споредиме со некоја претходно со некоја да речеме да споредиме со биткоин, иако неам биткоин, неам купено биткоин. Ова е биткоин во 2015 година. Оние што биле многу early adopters на таа нова технологија или асет, може би го купиле на $300. Сега сме негде тука, кај што $100,000 веќе. Иако ви кажам, не можам да се пофалам дека бев early adopter. Тука меѓутоа чисто да ви направам споредба каде јас сум бил во процесот кога станува збор за биткоинс и за тие работи. Пета работа е дека секој од нас, за ова сум многу возбуден, секој од нас ќе има свој персонален асистент, независно дали се работи за фирма, каде што фирмата ќе си има свој аватар, свој асистент или човек што ќе му помага во извршување на многу голем број и многу досадни работи, као например закажување на доктор, плаќање на сметки, организирање на имејлот, пишување на драфтови на имејлови со цел да ти намали многу време во тој дел, буквално да ти биде како личен асистент. Очекувам многу работи во овој дел на персонален асистент тука и буквално ако споредам мојата работа пред една година и сега, мислам дека имам 50% повеќе време за можам да ја фокусирам нели на value added активности, а другата 50% од времето ми помага вештачка интелигенција. Тоа што го кажав и претходно, ќе се бараат генералисти наместо специјалисти и ќе се бараат значително повеќе меки вештини, функционални вештини и поразлични технички вештини. Например, ако сме маркетери, ќе треба да знаеме и project product management, ќе треба да знаеме како да користиме AI, ќе треба да знаеме да работиме со бројки, меѓутоа ќе имаме AI кој ќе ни помага во тој дел, ќе треба да знаеме можеби UX, ќе треба да знаеме behavioral психологија и така натаму. Така да од специјалисти не можеме да бидеме добри social media маркетери, тоа е мое видување, него ќе треба да знаеме повеќе работа за да бидеме добри маркетери. Седма работа, училиштата, ви кажав, имаат огромна, многу важна улога во овој дел, оние кои нема да се прилагодат, најверојатно ќе излезат надвор од игра и нема да даваат вредност за студентите и во наредните 10 години нема да замени работни позиции, туку ќе замени работни задачи. Нема да ме замени мене као CEO, меѓутоа ќе замени многу значени работи од моето портфолио. Сега, пред да му препуштам на Никола, имаме две понуди кои сакам да ги споделам со вас. Првата е, доколку имаме тука студенти на факултет, ова важи само за студентите на факултет. Пред 2 или 3 недели објавивме стипендии за луѓе на факултет, меѓутоа пред неколку дена на 22 го прекинавме затоа што имавме наплив на апликации. Ќе го објавиме пак, мислам дека после нова година, меѓутоа сега мојот колега Вилијам ќе ви сподели еден линк. Ако сте студенти, може да се пријавите на тој линк и само првите 50 и не го споделувајте линкот со други, бидејќи ќе проверуваме пријавените дали се пријавиле со мејл кој од настанов, од луѓе што се пријавиле на настанов. Така да доколку нема да го земеме предвид. И уште една важна работа, влеговме во Early Bird за претходната година, за сите останати, ако се регистрирате во наредниве 24 часа, со мејлот, нормално со мејлот кој сте пријавени на овој настан, ќе добиете на Early Bird понуда. Така да и за едното и за другото користете го мејлот, ќе ги добиете линковите во чет од Вилијам, за оваа понуда само 24 часа ќе биде лайв сајтот, после тоа ќе го прекинеме пак и ве молам не го споделувајте на никој друг. Така да тоа е тоа од мене, нема да земам прашање сега, туку ќе оставиме прашањата за после презентацијата на мојот соговорник на овој настан, Никола Повели. Здраво на сите. Питам, прво фала на двајте зборови. Ја што те памтам од порано дека многу ти беше првиот човек што го запознав, што беше толку опседнат со квалитет. И мисля дека тоа беше интересно, пошто јас секад бев брз со работата што ја правам, ти беше опседнат со квалитет и некако ми даде малце
контра да размислам на другата страна. Фала сите што сте тука, многу сте тука. Ќе вземам одгоре кај што збореше Петар, ќе вонесам надале во некои практични примери за како што ми било јаш како се користи AI во маркетинг и селс, што ми биле интересни, како ние во Influencers Club го користиме и исто така очекуваме прашања понатака. Прво да видиме кај сме. Особено селс аспект, сега ќе користиме малце постручни термини, тоа, мислам мора да збориме малце по длабоко. Така да во од 2018, не е 2018, 2015, 2014 имаме SDR led sales. Тоа значи многу луѓе работат многу мануелно со лидовите со кои што доаѓаат. Тоа значи дека бројот на пратени мейлови е прилично мал, тоа е тоа помаранџестата линија што ја гледате. Додека cost per acquisition е прилично голем и conversion rate е прилично голем. После тоа доаѓа малце SDR и automation, тоа се тулови како Apollo и така натака, што возможуваат некој вид на автоматизација, што го зголемува волуменот, ама па го намалува conversion rate-от, пошто идеме на поише волумен, отколку поише персонализирани, онака по-human approach. И сега, јас искрено мислам дека живееме во golden age, ако се бориме за маркетинг и селс, пошто сега можеме да персонализираме at scale, можеме тајмингот да го погодуваме at scale, што несува до исто така и може да пракаме large volume of emails, пошто многу unique мейлови, пример са тука, мислам, било кој тач од дали е LinkedIn, дали е email, дали е phone calls, што и да е. Значи, волумот може да го зголемиме, а conversion rate-от е лудо искрено, што е зголемен, како што е зголемен волуменот само поради таа персонализација што нам носи AI. И сега ќе разгледаме некои tools и некои examples што ги имам јас сретнато според тоа што се случува. Прво ќе збориме за Clay. Clay ми се многу интересна компанија, пошто Clay постојат мисля дека више 8 години. Што прават Clay? Clay се само платформа која нуди enrichments, значи ти ако го имаш мейлот или ако го имаш доменот на компанијата, да може да поврзеш многу алатки внатре во Clay, за да можеш да најдеш кој работи у таа компанија, да најдеш се околу него, како да му најдеш биото на LinkedIn и така натака. Значи овозможува автоматизација и enrichment на во sales процесот, пошто нели често ќе се sign up на некој со имейл и не знаеме ништо за него. Што е интересно кај Clay, дека 8 години Clay идат малце полека, се дека не стига, дова што гледат од десна страна, и сега малце мене скриншотите ми сама добро. Тоа е Clay Agent. Што прави овој Clay Agent? Clay Agent на страна од сите automation што ги имаат и персонализацијата, Clay Agent е AI што иде и можеш да му даеш инструкции што да прави со одреден проспект. Например, земи го имейлот, enrichни го со кои да се enrichment tools, значи најди го LinkedIn профилот, сега иди на LinkedIn профилот и разбери дали овој човек е софтвер девелопер или што и да, или во кое поле, и од кога ќе го разбереш тоа, оди и направи друга акција што е ултра персонализирана. И тоа разбирање на работите е нешто што претходно ни приближно сме го немале, и Clay, 8 години трае, се bootstrap компанија што полека расте, го интродуцираат овој фичер што е driven by AI и резнуваат 62 милиони од едни од најаките инвеститори, вклучувајќи и се која, на пола милијарда валуација. Со овој фичер, што е буквално само разбирање пристап до GPT, ви кажам. Сега, само малце обиме да ви покажам што мислам. Значи, ова е Clay, ова е една табела на Clay. И зашто прави овој workflow што го гледате? Дека го гледаме high quality, така? Поентата окей сме, нели? Добро. Што е поентата? Тука имаме LinkedIn профили и сега за специфичниот клиент, ова е by the way, се што ќе презентирам овдека е направено од друга компанија или е направено од мојот тим, специфично овој човек е што работеше во Influencers Club, сега е sole agent, е прилично интересно. Значи работи за Parmonix сега компанијата што прави само short form од вебинари. И што он сака да разбере? Он сака да разбере сите компании што објавуваат или личности што објавуваат на LinkedIn дека држат вебинари, земи ги, донеси ги во Clay, пробај да најдеш дали е компанија или човек, тоа се некој од овие акции овдека, кој што гледате, значи имаме query, најди вебинар дека вика, најди дали е позитив или негатив сентиментот, значи тоа можеме да го разграничиме, да видиме дали стварно само ја увале хейт за вебинар или стварно држат вебинари.
Најдали е компанија или човек, тоа е ова, дали е компанија или човек, што by the way пак се распознава тоа многу лесно. И од тука, секунда само да ви покажам, од тука најди ги меловите, најди ги LinkedIn профилите, што и да е. И секунда само маца, па што шернам. Добро, тука сме. Детектирај го јазикот, пак е AI, simple AI, ма пак е AI. Детектирај го јазикот и кажи ми дали вебинар, оваа колона овдека, не знам дали му гледате маусот, ама не е битно, колона кој да е, кај што пише webinar mentioned, што иде до GPT, супер. Дали, разбери дали човеков држи вебинар или не. Тоа е претходно нешто што ни на крај памет не сме можеле да го имаме, сега можеме да направиме автоматски буквално со два клика на клеј. И ако да, само тогаш земи го и многу интересно што при, овдека. Ако го гледате оваа колона company introduction, кај што пишува I saw your company is doing, тука персонализираме at scale. Значи персонализираме со Видов Петар дека правите со Никола вебинар за AI у маркетинг и селс. И тоа е лудо, пошто он после може да ги земе моите информации, гледам дека сте конектирани со Никола и тоа е нешто што нема шанси да се познае дали е AI или не. И тоа до сега го нема. Ова е пример на компанија што е Gorgias. Интересно е пред да го направам Influencers Club, кога аплицирав пошто јас се сменив од програмер у маркетер, аплицирав за пракса и имав интервју со овие. Тоаш беа тројца, излезени од YC и стигнав до последна фаза интервјуто и на крај, пошто они беа французи, си вработи една французинка на пракса. Сега си они half a billion dollar company, ја бев четвртиот човек таму. Али добро, и сега е окей. Што прават они? Они имаат софтвер за сапорт, едно од најголемите софтвери, може усвари најголемиот за Shopify, сапорт чат или како сакате, како интерком, како било кој чат што е сапорт. И која е една од тактиката они што ја прават? Користат некој од Instagram Comment Scraper, не знам дали овој, не е ни битно. Значи земаат листа на брендови што се во e-commerce спејсот и викаат на Comment Scraper-от, мониторирај го Instagram за било кој коментар што ќе се појави нов на нивниот профил. Рефрешираат дата, не знам, еднаш у 6 сати, не е ни битно. И што чекаат да најдат? Чекаат да најдат некој ваков коментар кај што пишува Hey bright swimmer, I haven't received my package and it's been 2 weeks. Тоа што значи е дека они имале коментари, кога гледате коментарот е 1 week ago. Значи они имале сапорт коментар на Instagram што никој не го одговорил недела дена, а со нивниот софтвер, со Gorgias, тоа ќе може да го видат автоматски одма. И сега, кај е ајто тука, значи имаме и scraping, значи data processing, процесира дали од дамва коментарот, дали бара сапорт бара, и тука е само доле мейлот, мейлот не е ни sales oriented, мейлот е само, видов дека имате неодговорен пост, мислам дека треба да одговорите на овој сапорт коментар. И толку. И ова носи милиони во ревенју за Gorgias. И лудо е да кажеме дека од вакво не толку комплицирано workflow, Gorgias имаат милиони у продажба. Сега, мал примерот кај нас, значи како ние правиме AI outbound sales во Influencers Club, ние често, мислам не често, главно таргетираме креатори. И за што правиме овдека? Откако јас ќе изберам датата кај нас, значи може кај нас на дешборд, доаѓаме, селектираме креатори, 100,000 followers, фитнес, што и да е, бла. Викам генерира персонално интро за секој од овие креатори. И тука е тоа црвената колона. Значи ние имаме скрепер што одредува кој е најголемиот канал на одредениот креатор. Пошто гледате, Сара има Instagram и Patreon, Хелена Доли има Instagram и YouTube, Емили Доли има Instagram, TikTok и X, Twitter, што и да е. Одреди кој е најголемиот канал, отиди земи го последниот пост. Последниот пост го процесираме со еден огромен промпт у GPT Assistant, што е направен од нашиот тим. И викаме персонализирај интро кој да си човек. И ако гледате, некои се на англиски, некои се на португалски, го збориме нивниот јазик и го персонализираме имейлот скроз. И тоа е лудо, е еден стацот кога ќе пратиме кампањата. И што се случува откако ќе ја пратиме? Значи ние имаме outbound sales скоро no touch. Значи само го избираме одиенсот. Го избираме одиенсот, персонализираме, го ставаме се праќаат мейловите. Откако ќе се пратат мейловите, ова е во make.com, тоа е само кога спојува различни апиња. И што е флоуту у make.com? Make.com, му викам, тоа е првото, најлево, кај што пишува emails,
слушајќи меловите, што ќе дојдат со одреден subject line што ќе оставаме или од одредени профили или што и да е, откако ќе стигне мејл, прати го на GPT асистентот, тоа е вториот чекор. GPT асистентот е трениран да го разбира, има инструкции кај што еве како треба да вратиш на еден имејл, има инструкции да го разбира use case на клиентот, дали е тоа преку веб страната, дали е тоа PDF документи, што и да е, но многу е лесно, мислам, вие можете да отидете да направите GPT асистент. Стварно е онака 5 минути работа да се направи асистентот, само треба мало усовршување да ќе стане добар. Асистентот, тоест GPT, враќа на мејлот како да е некој од нашиот тим, а не е, AI е, и си прави целосна конверзација со креаторот додека не стигне до одредена акција што ние претходно сме ја дефинирали. И тоа се случува без human supervision. Значи, тоа е само оставено, нека иде. И интересно е што носи дури поголеми конверзии, пошто тајмингот е тука, отколку реален човек. Во некој случај. Тоест во повеќе случаи. И после ова работа ќе го гледате само како правиме пайплайн околу дали е позитив сентиментот, дали е негатив и како вратил AI. Значи, еве ги тие модули. Значи, од лево буквално работиме survey со Amazon, само слушајте на Amazon survey-то и после тоа отиди до ChatGPT и види колку пари даваме ако одговорат на survey, што треба да вратиме, кои се next steps, прати го линкот што треба и така натака. И тоа thread ID е кај може да го најде conversationот во мејлот. И вака, со ова flow, ние се што прави еден човек кај нас, иде, го избира target audience и го става да се праќаат мејловите. Толку. И после тоа, ова процесира стотици, ако не илјадници responses од креатори, без human involvement. Само да ставиме паралела, дека претходно за ова ќе ни треба 16 луѓе. Ама онака стварно 16 луѓе, зависно од колку мејлови праќаме. Сега ни треба еден човек со AI. И еве некој од conversations. Ова се стварно муабети, као Френк е тука, само да знаеш девек, ние сме што и да е таму и фала ти нели за респонсот. Мило ми е што пошто гледате го агноличнува AI-то, ово вика да знаеш, само не сме инфлуенсери, ние сме продюсерс. И AI-то го сваќа тоа и вика, фала што разграничи дека сте продюсерс, додека ние типично работиме со инфлуенсери, еве, може да работите со нас. И ова за мене, не знам, пошто има креатори, например, што враќаат на португалски ќе врати, дека и не те разбирам што ми кажа, и он му го преведувам као не знам. За мене е лудо и преинтересно. И на крај овој прашува ако можеш да ми пратиш девек Instagram or previous content they might have done. И он вика да, еве повеќе линк до Instagram. Лудо. Anyway. Тоа е цел аспектот. Сега ќе збориме малце, и Кирса е тука, го води овој проект кај нас. Како користиме AI во маркетинг? Тоа индекс, ако гледате овдека, тоа е слика од Google Search конзолата. Тоа е дека сме ние, influencers.club. Ова се колку страни имаме индексирано. За 16.100 страни имаме генерирано, а планот е и најверојатно ќе генерираме и 3 пати повише во наредниот период. Што значи ова? Дека AI-то ни овозможува unique контент да паблишнуваме at scale, користејќи нашата дата. Како го правиме тоа? Тоа го правиме со ја земеме целата наша датабаза од инфлуенсери, што се милиони луѓе, и викаме, според биото, најди што овие луѓе прават. Дали се доктори, дали се CEOs, дали се видеограферс, блогерс, што и да се, и дајме ги титулите што овие луѓе се занимаваат. Откако ги земеме титулите, го користиме SEMrush да провериме дали има некаков search volume или дали ние у база имаме доволно податоци за овие, за да може да објавиме страна. Ако одговорот на тоа е да, значи само буквално викаме види видеограферс, дали у база имаме толку, ако одговорот на ова е да, ние автоматски генерираме URL и генерираме страна со инфлуенсери за тој специфичен keyword. И човек која не го прави. Мислам, ова да го направи човек, претходно ваква тактика има Zapier, кој ги знае Zapier, и им требало тим од десетици луѓе, 5 години, да постигнат нешто што сега буквално е направено од Кира и Тамара во, мислам и помош од Dev Department, нели, во
во неколку недели development. И сите овие страни што ги гледате се генерирани така, се генерирани at scale. 16.000 страни. И што не овозможува ова? Е само да видите кој импакт го има ова, дека не е само да збориме. Ова е нашиот search трафик, ако гледате горе, пак овој инфлуенсер склад, колку процентуално нашиот search трафик расте во колку мал период само со користење на некои вакви тактики со AI и за колку многу keywords го гледате, дека кај што пише organic keywords, ние се рангираме со 17.800 keywords во светот. И ова не е, мислам, ова е огромен успех за нас како компанија, пошто не е скапо ова. Ова можете вие да го направите утре. Мислам, зависно од тактиката, нели, ама не е ова нешто што треба милиони долари од секвоја да биде направено, можеме ние да го направиме. И уште нешто, например, AI маркетинг, друг екземпл, они се бивши клиенти, кај што се poolday.ai, они прават UGC видеа, претходно, за рано било каков, например, AB тест, ABC, како и да го сметаме тој тест на Facebook, за кој ад ќе перформира најдобро, ти го плаќаш креаторот, да кажеме, да сними 5 видеа, ги тестираш тие 5 видеа, најдоброто проаѓа и идеме со тоа. Сега, пошто имаме AI, со видео и со аудио и со све, они генерираат едно видео од креаторот, со помош на тоа видео, AI-то учи и генерира 1000 вакви видеа, и они не тестираат 3 варианти или 5, тестираат 1000 at scale. И ја бира најдобрата не од 5, туку најдобрата варијанта од 1000 видеа. И тоа е као, мислам, за компанија што сака да иде многу у paid маркетинг, има компании што даваат милиони у paid маркетинг. Ова е огромен вин. И уште нешто, што прават компаниите без ние да правиме ништо, например, Google претходно или било кој ad network, Google, Facebook, кој да е, претходно требаше да го балансирате буџетот, например, сакам да ставам $10 у Холандија, у Луксембург, у Белгија, кај да е, и требаше да го балансирате буџетот според колку конверзии имате. Сега, со колку дата има и колку е advanced AI-то, paid каналите почнуваат премногу добро да се оптимизираат сами. Тоа значи дека веќе пак зашо е ова битно за вас, зашо претходно тука требаше експерти што прошле и дале милиони во paid ads, за да може да дојдат вас да ги оптимизираат ads-от. Сега ad networks го прават тоа за вас. И огромна шанса за нас како луѓе. Пред да прочитам моите takeaways од ова, на Петар му пратив еден слайд, требаше да го ставам тука. Што го зборев на company call пред некои 2-3 недели. И за мене е многу инспиративен, а тоа е колку сме биле назад со технологии што стигале кај нас. Значи, ако првиот воз у Америка бил, лупам глупост, сега појма нямам, 1800 кој да е година, кај нас бил 100 години покасно. Авионот 30 години покасно. Дури интернетот бил години покасно, значи ние секогаш, као Македонија, секогаш сме биле назад за било која технологија. Значи тоа Петар што збореше на почетокот, кога збореше нели за индустријата и сите тие иновации што се случувале, кај нас доаѓале на крај. Сега конечно сме у состојба иновацијата најголема у светот, тоа е AI, да можеме ние да работиме нешто со тоа. И тоа за нас како луѓе од Македонија особено е огромна промена и мислам дека е една од најголемите шанси што ми се дала во историјата за да бидеме успешни. Така да, настрана од тоа, исто така мислам дека компаниите ќе се намалуваат во колку се големи, значи ќе има помал headcount, ама сите луѓе ќе бидат поише технички, така да многу ми е мило што имплементиравте Python-ото маркетинг, Петар. Cost of conversion се намалува, имаме многу добри workflows AI што продуцираат и at scale продуцираат поголем квалитет од луѓе. Изградовме тие sales AI agents, као ги гледаме како работат. Така да, единственото нешто тука што го кажал е дека да не ве замарам со исто што на слайдот е дека кај нас се сеа шансата, и исто така дека мора да го научите трендов ако сакаме да бидеме успешни. Извине, пошто не е тренд, грешно го кажав, да го научите ова, пошто не е тренд. AI е тука да остане. Со тоа ќе прекинам на шернам скрин. Фала ти. Се надам беше добро. Супер беше, Никола. Фала ти многу. Јас сакам само на последното да се надоврзам
дека ми го збореше ова пред некое време, имаше направено многу добар график, ја не го споделив. Ама со секоја иновација касниме по многу, некогаш помалку. Сега имаме нова шанса, ќе ја наречам, нова шанса да бидеме меѓу првите, затоа што една недела од кога беше достапно во US, беше достапно во Македонија. Една недела од кога стана достапно во US. Така да мораме да јавнеме на овој бренд, бидејќи навистина немаме како држава други опции, други ресурси освен памет и да ги користиме ресурсите алатките кои на сите сега ни се достапни. Така да, Никола, импресивна презентација, навистина сум дури изненаден од до кој левел како организација имате стигнато. Good job, very good. Фала. Фала. Петар, дечки, се надам дека уживавте колку и јас, иако и гледам презентациите веќе по втор пат, трет пат, секогаш има некоја плюс информација која што гледам како корисна. Веќе имаме доста прашања на Интерапт. Во меѓувреме додека ги споделам прашањата, уште еднаш ви го пуштам квизот овде на Zoom, искликајте ги трите прашања доколку ви се смени мислењето за првите три. И последните 30 секунди почнуваме со првото прашање, имаме доста прашања што ќе се случува во следните години, AI алатки, замена на тимови, така што ви оставам повторно околу 30 на секунди и се префолам со шер на прашањата и на крајот ви кажувам како да ги преземете сертификатите. Ако има доека одговараат другите, ако има прашање за алатки, мој совет би било да излистаме јас и Никола алатки, да пробаме да ги ставиме во некоја категорија. Никола, ако имаш време тоа да го направиш, да ги ставиме во некаква категорија и да ги испратиме, за да ги пратиме по мејл, зашто сега ако ги само презентираме, нема да има никаква смисла. Да кажете ми во чет, потврдете ми дали е окей вака или не, наместо да збориме за алатки да ги споделиме. Ја тоа што ви кажав, можеме една алатка која користам последнава година да ви кажам дека трае уште гласањето, една алатка што ја користам се вика Superhuman. Алатка која ми го олесни животот за многу. Таа алатка функционира на следниот начин. Се поврзува со моите имейлс. На почетокот не беше толку софистицирана, односно помалку ми помагаше, ма како ме учи и како го учи моето сандвич, така станува подобро и подобро. Што прави Superhuman сега за мене? Ако претходно сум трошал по 1 сат или сат и пол ако сум трошал за мејлови, сега трошам отприлика 30 на минути на ден. На почеток на ден ми ги става алатката во различни категории мејловите. Дел од мејловите ми вика ти гарантирам дека на овие мејлови немаш потреба да вратиш и не враќа на тие мејлови. На 50% од мејловите вика на овие мејлови ја ќе ти пишам драфт мејл, ќе ти пишам драфт верзија, ти провери ја и стисни send. На овие 20% се уште не знам, провери ги, ја ќе научам од тебе за некое време ќе знам и за овие 20%. И толку софистицирана одговари на македонски и на англиски, толку е софистицирана напредна што мене се уште не ми се верува како функционира. Буквално замислете сат време дневно, тоа се 5 сати неделно, еден работен ден, скоро еден работен ден неделно, една алатка. Можеме да почнеме со прашање ако е окей. Да, на Интерапт првото прашање кое што негласано е од Андреј Здравковски. Како го гледат развојот на вештачката интелигенција во дигиталниот маркетинг во следните 5 до 10 години? Може Никола почнеш па јас ќе Не, ја мислам дека 10 години е толку голем time horizon, не гледам ништо во 10 години. Мислам многу тешко да се предвиди за 10 години. Така јас се што може да кажеме за наредниот година до две, тоа е дека моментално ни дава огромен скел, како што кажам, ни дава огромен скел и квалитет во исто време. И ова е според мене една од најголемите шанси што имаат луѓе што немаат многу фандинг, или луѓе што се solopreneurs, или луѓе што работат у мал тим, да направат стварно голем импакт.
за 10 години, Петар, ако сакаш. Па и ја не сум сигурен дека можем за 10 години да направам добро предвидување, меѓутоа тоа што го гледам дека со овие алатки што постојат, тоа Никола што го кажа дека сум опседнат со квалитет, меѓутоа сега за прв пат можам да видам алатки кои може да поминат тест на квалитет, а од друга страна да скалира, тоа го гледам како дека ќе се случи, ќе почнеме се повеќе алатки да користиме. Тоа што го гледам дека еден маркетер ако бил специфициран за одредена работа да прави, веќе нема да може тоа да си го дозволи, ќе мора да ги користи алатки, веќе мора и други соседни технологии да користи за да може да стане од корист. Тоа што го гледам дека еден маркетер пак треба да носи повеќе шапки, треба да биде проектен менаџер во еден дел, бидејќи треба да користи неколку различни алатки, да соработува со тимови као дизајн, као програмирање, треба да носи алатка на UX дизајнер, не мора да знае да дизајнира, меѓутоа треба да може да пренесе информација од дизајнерите и од UX дизајнерите, што му треба од лендинг страна да се изработи и така натаму. Тоа дополнително што го гледаме дека како маркетери ќе треба сакале или не ќе треба повторно во клупа да седнеме. Не мора да во формална клупа, не мора да биде на академија или на факултет, меѓутоа да одвоиме значајно време од нашето време за да учиме постојано, бидејќи многу ќе се менуваат работите. Ако ни било комотно претходните 10 години да работиме, не знам, social media маркетинг и што носело резултати, сега рейтот на промени ќе се зголемува ако не посветиме време сега веднаш ќе ни избега возот. Така ги гледам ја работя. Били мој други? Океј, следното прашање од Јован Лазаревска, кој AI tools ги користите и како? Рековме дека ќе споделиме на мејл, дали сакате сега нешто плюс да дополните или одиме на следно прашање? Мислам дека покорисно ќе биде за луѓето ако ги групираме во неколку категории, така да ги спратиме да добијат барем, не знам, 20 на алатки, AI во различни категории, пробам, не знам, дел за контент, дел за social media, ќе правиме во таа насока, дел за аналитик во таа насока да ги споделиме, така мислам дека нема да биде корисно ако ми дозволите, не би одговарале на овие прашања сега. Следното прашање ни е од Маја Павлова, дали AI ќе ги замени маркетинг тимовите во компаниите? Делумно за ова спомнавте двајцата во презентациите и Никола спомна околу селс луѓето, дали сакате тука нешто да дополните? Ја би кажал да, не целосно, извини Петар. Да, не целосно тимот, ама да, дефинитивно ќе донесе до намалување на тимовите. И убаво ви кажа Петар, треба да се плашите. Мислам треба да се плашите. На позитивно треба да се плашите. Пошто да ќе донесе до намалување на маркетинг тимовите, ама тоа не значи дека ќе донесе до општо лошо. Ако нема ефектот ќе биде позитивен, тимовите ќе бидат помали и поише ќе може да сработат. Тоа значи дека продуктивноста на луѓето ќе се зголеми и тоа е секогаш добро за општеството. Меѓутоа ја би го додал она дека нема AI да не замени меѓутоа луѓето кои ги разбираат тие алатки и се оние од кои треба да се плашиме во моментов. Тоа што дополнително го гледам јас како тренд дека ќе почне да се појавуваат, Никола, ова е мое предвидување, дека не сум сигурен дека во наредниве години ќе се јавуваат, ќе се појава, да речеме во наредниве 10 години, не сум сигурен дека ќе се појави фирма као Google, фирмишта големи, туку ќе бидат дисперзирани, ќе се појавуваат многу мали компании што помеѓу 10 и 20 луѓе може да стигнат и до стотици милиони евра во вредност. Тоа е моето предвидување. Тоа значи дека можеби фирмите нема да бидат фирмишта, меѓутоа ќе има многу мали фирми кои сами по себе ќе публикуваат тимови. Нема да гледаме тимови, да речеме ако претходно во државава сме имале 20 компании кои имале маркетинг тимови со по 30-40 луѓе, сега ќе имаме 200 компании што ќе имаат помали тимови. Не може да ти опишам кога се согласувам. Да, значи не ептен. Да, thank you. Меѓутоа нема такви монструми компании не очекувам да се појавуваат понатаму, бидејќи пак ако до сега оној график што го видовте, ако до сега
20 компании, јас што знам дека се 100 компании што имале мок и ресурси да користат сега ни стануваат достапни, преку ноќ можеме да создадеме нешто. Со Теди пред некој ден имав состанок, ако ти текнува Никола од Да, бе, G6, да. за 2 дена имаше продукт направено за Абе, хајринг, не знам дали го виде, за 2 дена ние од двајца луѓе направија продукт. ние идеме само на тоа, затоа ти викам многу се согласувам, пошто нас као компетиторството од инфлуенсер дешборд креатора и Kill Green, тоа се компании што се со стотици милиони инвестиција. И се начин ние да се направуваме у тој спейс, да одбереме нешто кое што сакаме да сме добри, а тоа е discovery и outreach, и да бидеме добри само у тоа. Буквално само у тоа, пошто моето предвидување е исто, брат, дека ќе има поише компании што место да прават цел инфлуенсер маркетинг end to end, ќе ги прават повеќето делчиња многу подобро отколку цела оваа компанија што прави end to end. Скрос. Will? Имаме неколку интересни прашања што ги гледам. Првото од Јована, бизнес идеи поврзани со AI што мислите дека ќе бидат успешни. И второ фоллоуап прашање на тоа, дали може да се изгради продукт што ќе поврзан со AI без да сме девелопери. Ај вака е за да пробаме за бизнес идеја. Не сум сигурен дека во многу кратко време ќе ми дојде некаква бизнес идеја, меѓутоа за прво да зборнеме, значи сме многу блиско да можеме да изградиме продукт кај што кој нема да повлекува многу девелоперс. Секогаш е подобро да имаме такви луѓе во тимот нормално, меѓутоа нема да ни требаат сега големи девелопмент тимови. Чисто ќе ви кажам за споредба, нашиот тим во Brainster и пред AI и сега број на луѓе, меѓутоа рейтот на што можеме да произведеме се зголемува. Сега можеме, ако гледате што се правиме сега во еден многу мал период, Ultimate платформа и многу работи кои захтеваат многу време, кои претходно овој ред на производство што го имаме во оваа година, ако го правевме претходната година без AI, ќе ни беа потребни 3 години. Литерали, буквално ќе ни беа потребни 3 години. Сега, како бизнес, мислам дека треба да се фокусираме, според мене, Никола, не знам дали ќе се согласиш ти во овој дел, меѓутоа ја го гледам, ако сега SaaS софтверите беа, ако видиме, не знам, VC funding, односно 70% од VC funding отишле кон SaaS, сега ќе бидат кон agents за одредени вертикали. Ако сакаме да направиме моje гледиште, ако сакаме да направиме, не знам, ова се Никола што ви го покажа за креирање на страни за подобро да му индексира бизнисот. Тоа само по себе е продукт. Тоа да го издвоиш само по себе е бизнис кој може да функционира. И како услуга нас да ни го даеш, можеме да го купиме. Кој го постави прашањето? Името Вил? Јована, види кои се потребите ти моментално што ги имаш за продукт, од таму тргни. И пробај да создадеш одреден продукт. Тоа секогаш ќе биде советот. Само да кажам, чисто FYI, дека ни страните скоро ништо, она AI Sales Agent, тоа што го било, тоа е на make.com е платформа за автоматизација. Тоа е направено од Јана, девојче од нашиот тим што не е девелопер. Нула девелопмент има таму. Нула. Се се инструкции за ChatGPT и спојување едно API со друго. Така да и тоа е многу голема шанса исто така дека не треба девелопмент за да се направат одредени работи. Еве една бизнес идеја, Јована, не ти го знам бекграундот, меѓутоа ако направиш сервис компанија што ќе биде AI for businesses или AI as a service, да одиш традиционални бизнеси, да направиш екипа која ќе знае вештини и да чукнеш кај традиционални компании, да им кажеш дека можеш со AI да им автоматизираш процеси, да им направиш нешто како сервис да го нудиш, само по себе ќе е бизнис кој може да донесе некој интересно ревење. Да, земеме уште 2 до 3 прашања. Следното прашање околу платформи за студенти кои сакаат да стекнат знаење околу AI, претпоставам и ова можеме да го вклучиме во мејлот со алатки. Следно прашање од Адриан до Никола. Како ти и твојот тим успеавте да ја интегрирате употребата на AI алатки во својата работа? Кои беа главните предности од нивната примена
колку време успеавте да заштедите и на кој начин тоа те подобри тебе и тимот како целина? Аутпутот го подобри, ај се вака, аутпутот го подобри многу, значи многу го подобри аутпутот. А во бизнис, за жал или за среќа, не знам, се надпреваруваме кој ќе донесе по добра услуга за по малце пари. Тоа е целата поента на бизнис. И за ние да бидеме компетитивни, особено како стартап од Македонија, без фандинг, мора да бидеме едноставно добри да ги искористуваме овие трендови, пошто ова се за нас шансите. Ја не го викам тоа, имате шанса така, пошто сакам да ја мотивирам вас, пошто ние сме имале шансата и го гледам нашиот аутпут колку е подобар станат со нешто што искрено не очекував дека ќе дое волку брзо и ќе дое волку квалитетно. Така да, фала за прашањето, ама искрено не е точно мерливо, ама многу. Мислам го видовте графикот, само трафикот колку ни е зголемен. Као трафикот ни е зголемен 5x у последниве месеци. Самото прашање од Ивана, кои се етичките предизвици со кои се соочуваат компаниите при користење на AI во продажби и маркетинг и дали постојат законски регулативи во светот за ова? Ја можам тука да го одговорам. Да речеме, моментално ЕУ како пазар, нели, е оној регулатор, мас регулатор на се што правиме. До негде мислам дека е во ред, меѓутоа доколку другите држави не играат со ист рейт, односно ако немаат регулација како US и Кина, нели Европа ќе остане назад во развој на технологија. И првото што го направија сега во оно што се очекува сега со новиот претседател во Америка, многу значително да се тргне регулативата од нели регулативата за компании за да може да се поттикне иновацијата. Меѓутоа според мене тоа е нешто на кое треба многу внимателно да работиме. Според мене е етика и прво мора да бидеме свесни кои се можностите на алатките. Мора да бидеме свесни дека со овие алатки може да се почне да се создава исто како Никола што создава веб страна, се создава содржина со фейк ньюс кој има огромен може да има огромен проблем понатаму. Мора да бидеме свесни, мора да знаеме како да почнеме да бидеме свесни како да го најдеме, мора да се едуцираме на тема и како да се заштитиме и како компании, како да користиме алатки за нели етички на крајот да го користиме, да ги користиме алатките. Ако спомнаме кои се законите, кои се регулативите, GDPR е добра стартна точка да почнеме да читаме GDPR да почнеме да читаме и мислам дека од тука натаму ќе почнеме да го одврзуваме клопчето што е следно што треба да го читаме за нели да станеме AI compliant, односно да compliant со сите регулативи, тоа што пробуваме ние преку овие настани да го направиме и таа тема да као дискусија да ја отвориме и да почнеме да зборуваме, да чисто само да бидеме свесни и да ги дадеме вистинските ресурси по луѓето ќе почне ќе се едуцираат на таа тема. Ја не сум за да разбирам за ова. Друго прашање, па што мене тактиката ми е сега не слушаш лошо, а некој чекај дека не те плесне корпорација па да видиш за регулативи. Али етиката мене е етиката што имаш во бизнис општо. Тоа е сега не му преш некој лошо или не само не пробаш да искористиш нешто на негативно, дека nothing is off limits, особено некои вакви нови полиња. Као мисля дека регулативата треба да е на крај, као дај прво да кренеме да направиме нешто, па после ќе бидеме compliant. Мислам не бидете compliant од почеток, ама многу е тешко да пробате со тие сите, особено во EU, кога ги мразаме EU, сите регулативи, да кажете ќе бидете ние прво ќе направиме се. Така да за мене прво go ahead do it, гледа само да е од етичка перспектива добро, општо, па ќе се грижиме за регулативите малце покасно, кога ќе добиеме први customers bar. Имаме уште доста прашања, ајде да земеме 3 и уште по едно мислам. Да, уште по едно да не го завршуваме Никола. Да. Уште две прашања, плиз. Не те чув?
Да, Две. уште да не го задржуваме никола многу, уште две прашања можеме максимум да земеме, ќе одговориме, ева како ќе направиме, ќе одговориме уште на 5-6 во мејл, дали може така. Sounds good. Океј, следно прашање, дали очекувате професијата лични и executive assistants да ја замени AI? А, Можам ја да одговорам на овој, да. За жал мислам дека меѓу првите професии кои ќе нема да има потреба, ќе бидат баш оние ваков тип на како executive assistant, чисто јас користев executive assistant, повеќе немам потреба од нешто такво, затоа што агентов AI кој го користаме и подобар во моментот и побрз и све. За среќа, нели, имавме каде во организацијата да ја однесеме та колешка, меѓутоа претпоставам ќе бидат први на удар. Извинете што ви го кажам вака, ова толку отворено, затоа што прашам, меѓутоа мислам дека први на удар ќе бидат вакви позиции. Немам ништо да добавам тука, скроз согласен. Океј, и за крај прашање од Даниела, на кои метрики и KPI треба да се фокусираат компаниите за ефективно да го измерат ROI, return on investment на маркетинг кампањите и продажните стратегии водени од AI? Додека се мисли, Никола, можам тука да искоментирам. Да. Што не знам дали го сваќам, ама ето видам според мене една метрика која нареднава година, барем ние во организацијава ќе ја мериме. Никола, кажи ми ако молам, ако не се согласуваш со мене. Една од метриките кои ние ќе ја мериме е organic content. Односно, бидејќи многу се фокусиравме на видео наредниот период, знаеме со paid до каде можеме да стигнеме, меѓутоа точно ни е важно органик контент да видиме дали создаваме содржина која без paid, без помош на paid ќе стигне до публиката до која сакаме. Не значи дека на таа органик содржина нема да додаваме после paid, меѓутоа ако само еден индикатор треба да мериме е да оптимизираме овој индикатор. Меѓутоа, оние најважните cost per acquisition секогаш ќе биде најважен, cost per lead секогаш ќе биде важен, return of ad spend, ROAS секогаш ќе биде важен. Меѓутоа, затоа не ги спомнав овие три, оние се нели топ приоритети. Меѓутоа, ова е нешто на кое годинава ќе се фокусираме, organic контент. Јас само да кажам за крај, мислам за крај. Ние кога сменивме approach-от, Кирца нема се нам да ме хейташ, ги откривам тука сите стратегии на инфлуенсерство. Ние бевме наш 99% од сите цел ревенју што ни доаѓа органик. Значи ние кога почнавме компанијата, почнавме органик, со articles, со content output. И имав мал може 4 дена кога паднав во една дука, не паднав литерално дука, ама бев као, окей, ако има во каф output AI, што е следното, како може ние да се надпреваруваме, да создаваме контент, кога можеш само да го прашаш GPT и да ти даде одговор на било кое прашање. И што е тоа што треба да го правиме? И за нас одговорот беше програмати користејќи нашата дата, пошто знаеме дека таму сме defensible, никој друг или барем многу малце компании имаат аксес до тоа ние што го имаме од дата за создавање тоа што го создаваме. И второто нешто беше, ако више го користат луѓе GPT за questions and answers, тоа ајде ние што е тоа за кој што нема да го користат, а тоа е браузинг. И делот тој трафик jump што го гледате доаѓа од tools што ги правиме, пошто ние како компанија го дропнавме, рачуете која од одлука беше тоа измеѓу мене и мојот head of marketing, кај што ние решиме да го дропнеме пишување на блогови што носеше у периодот од 3,5 години 99% од ревенјуто на компанијата. Ние решивме да го дропнеме цела на сметка на тие страни што ги отворам и на tools, само пошто за нас светот веќе не беше ист. Светот веќе не беше ист и беше као, окей, што ќе користат луѓе, дај да го имаме овој output и дај да правиме tools за кога ќе сакаат да браузаат, се уште го користат Google. Така да,
не знам дали го одговори прашањето, ама мислам дека маркетинг кампањата многу зависи од тоа во каков свет оперирате и мора да се размислува на иднината што ќе треба. Да, повторно би сакал само уште вака да го завршиме Ајде. настанот Вил, ако дозволиш, затоа што му ветивме на Никола дека бидеме не многу, ќе бидеме пократки. Според мене повторно квалитет на производ, на сервис е најдобриот маркетинг. Во моментов околу 60, оваа година околу 60 и нешто од луѓето кои ни доаѓаат по referrals, претпоставувам Никола и ти, голем дел ти доаѓаат по referrals, така да можеби најважната маркетинг тактика е давање на најдобар сервис што може. Ако не го направиме тоа, ниедна од овие техники и алатки нема да функционира. Тоа е мојот став. Тоа секогаш ќе така. Океј. Супер аутро за крај. Кој што ви ветив во врска со сертификатите, за некоја секунда ќе ви пуштам овде линк во чат каде што може да си ги преземете сертификатите. Во меѓувреме би сакал да му се заблагодарам и на Петар и на Никола што одвоја време за нас овде вечер, и имајте предвид дека и во Brainster и во Influencers Club секогаш се расположени за млади, за луѓе кои што се вешти во нешто, така што ќе ви оставам линк во чат и од LinkedIn профилот на Никола. Слободно пишете му доколку сте заинтересирани за кај него во компанија, за кај нас веќе знаете. Така што тука ви го завршувам. Вработувам и ентузијасти од сите позиции. Океј. Ви го завршувам настанот и очекувајте на мејл утре follow-up со AI алатки, со одговор на неколку од прашањата кои што не стигнавме да ги одговориме и линк за сертификатите. Фала ви уште што бевте со нас вечерва до 9:30 и очекувајте следен мастер-клас на некоја тема која што ќе споделиме за некоја недела. Фала дечки, имајте убава вечер и се гледаме. Чао. Фала многу. Чао.